Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и наши Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Како што и најавивме, денес со нас е господја Дафина Стојановска, народен пратеник во Законодавниот дом на Република Македонија. Од редовите на ВМРО ДПМН е член на извршниот комитет на партијата и заменик координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Со господја Стојановска и овој пат ќе ги анализираме најактуелните теми почитувани на политичка сцена во Македонија, како и темите кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господја Стојановска ќе зборуваме за здружените оркестрирани грчко-бугарски напади, клевети и уцени. Ќе зборуваме и за мешањето на странските амбасадори во Македонија, кои непоканети се однесуваат како губернери на Македонија и бараат да го играме орото кое ни го тие свират. Ќе зборуваме за можното најавено преговарање со источниот сосед од страна на Мицкоски, како и обидите на владата на Мицкоски да го врати изгубеното достоинство и идентитетската позиција на Македонија и македонскиот народ. Ќе зборуваме за можноста оние кои ја доведоа Македонија до оваа дередже да се најдат на обвинителна клупа и да одговараат за велепредавство. Ќе зборуваме за мини координативниот состанок во владата, поточно во кабинетот на Меджити, каде што беше поставено и албанското знаме. Ќе зборуваме за предлог измените на Законот за здравствена заштита, со кој закон економските директори ќе заминат во историја. Ќе зборуваме и за грчкиот евроамбасадор Михалис Рокас, кој ќе го замени евроамбасадорот Дајвид Гир, досегашниот шеф на европската делегација во Македонија. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашиот гостин, односно гостинка, господја Дафина Стојановска, која во овие моменти преку видеолинковско поврзување ја покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме никаков проблем, ниту со поврзувањето, ниту со звучниот сигнал. Сако е така, господја Стојановска, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени по малку подолга пауза. Мораме да признаеме, ни недостасувате. Драго ми е што го слушам тоа. Поздрав до вашата емисија. Точно малку подолг период помина од моето последно гостување кај вас. Знаете, имавме избори во меѓувреме и драго ми ако сум барана гостинка, а мене ми е секојаш чест да бидам ваша гостинка. Поздрав до сите. Добро ви утро и од мене, господја Стојановска. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешново ваше учество во Македонски корени. Секако ни причинува чест и задоволство што сте повторно со нас. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите наши ценети слушатели и гледачи како и секогаш. Секако да напоменеме, доколку има прашања до вас и од нашите гледачи и слушатели, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат изложени на екранот, ако сметате дека треба да им одговорите на истите. Пред некој ден во Атина се сретна председателот на Бугарија Румен Радев и грчкиот премиер Киријакос Мицотакис за да изградат заеднички став и заеднички да го постават прашањето со Македонија на маса во Брисел и Вашингтон. Како гледате на ова, но и на пораките од поранешните премиери кои пристигаат од Грција, дека Атина треба да се подготвува за напуштање на договорот од Нивици, за да може Македонија да добива вето на секој чекор кон патот на евроинтеграциите. И како ќе ја прокоментирате изјавата на Румен Радев веднаш после средбата дека треба да се почитуваат меѓународните договори и договорите за добрососедство? Што сакаат да докажат со оваа средба? Токму во пресред на самитот на НАТО кој е за некој ден, а на кој самит е можна средба помеѓу Мицковски и Мицотакис. Така, сметам дека овие нивни преговори околу Македонија се само доказ за поставената замка која што нели им ја понудија на претходната власт со подпишувањето на двата договора и тоа дека тие договори не биле честни. Со тие договори не биле честни намерите кон Македонија, што значи дека тие се подготвени за повторни условувања и за поставување пречки на патот на Македонија кон Европската Унија, а сведоци сме, односно паметиме дека подпишаниот договор
во Преспа значеше дека со него, со промената на името на Република Македонија, требаше да станеме членка на Европската Унија, не само членка на НАТО, и се сеќавате дека дел од претходната власт уште во 2019 прославува од почеток на преговори за влез во Европската Унија. До ден денес ниту се отпочнати преговорите, ниту има било каков во скоро време можност за тоа, што значи дека и двата договори се нечесни. Највиновни за тоа секако ги сметам преговарачите, односно претходната власт на Република Македонија, а сите штетни последици од тие два договори ние и ден денес ги живееме, и затоа е добро што се случи конечно промена на таа власт и сега мојата партија, односно ВМРО ДПМН, ја предводи владата на Република Македонија со нови луѓе кои што ќе ја водат надворешната политика, секако битна и политиката во Република Македонија, така да мене ништо не ме изненадува од тоа што се случува кај нашиот јужен и источен сосед, но треба да бидат изненадени, односно да очекуваат изненадување од начинот на кој што од скоро време па натака ќе се води политиката со бранење на националните интереси и со она што македонскиот народ нас ни го даде како поддршка на последните избори. Знаете дека добивме огромна поддршка и за председателот на Македонија, а и за владата која што сега веќе ја предводи ВМРО ДПМН, така што начинот на кој што ќе се функционира и преговара со овие наши добри соседи, ако може така да се нарече, ќе биде изменет. Господја Стојановска, која сте на оваа тема, како ќе ги прокоментирате оркестрираните грчко-бугарски здружени дрски напади и уцени испратени на адреса на премиерот Христијан Мицковски и неговиот тим, дека не го познавале меѓународното право и не ја познавале меѓународната политика? Па во однос на меѓународната политика, еве конкретно источниот сосед, добро е да се покаже на дело. Знаете дека имаат добиено 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права, со кои што треба да се признаат правата на македонската заедница. Таму тие не постапуваат по нив, така да сметам дека најмалку имаат право да говорат за почитување на меѓународни договори или за некакви си европски правила и процедури кои што први тие не ги почитуваат како членка на Европската Унија, а останува понатаму ние да го превземеме чекорот и да бараме, како што најавуваше, веќе ќе спроведе и на дело еден вид на реципроцитет во однос на билатерални договори или еве рамноправно учество, членство во Европската Унија. Значи не може со различни аршини да се постапува кон различни земји без разлика за која земја и да се работи. Ако бугарите сакаат да бидат внесени во македонскиот устав, тогаш најпрво треба да постапат по добиените пресуди од Европскиот суд за човекови права, односно да признаат дека таму живеат македонци, па потоа да се седне да се разговара, зошто да не и да се преговара по однос на овој нечесен потпишан договор и од нивна и од наша страна со претходната власт секако. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на американската амбасадорка Анджела Егелер дека преспанскиот договор бил апсолутно историски за државата, при тоа додавајќи дека е свесна за тоа што за многумина било тешко да прифатат промената на името на државата, како што рече таа, но тоа е меѓународен договор, признавајќи дека тие биле дел од тој процес. Треба ли јасно да и се каже на амбасадорката дека треба да си се држи на незините должности, а не да изиграва некаков губернатор на Македонија, назначен да раководи со сите сегменти во државата и да ни кажува дали можеме или не можеме да издействуваме подобра позиција за Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани, кое нешто е спротивно од она што тие го направија, променувајќи го договорот за добрососедство со вметнување на така наречениот француски предлог. Пред да го слушнеме вашиот одговор на ова прашање со неколку подпрашања, сакаме да ја слушнеме незината изјава. Ова само за нашите гледачи и слушатели. Знаеме дека вие ова го знаете. Let me be very clear. The Prespa agreement was absolutely historic for this country. I recognize that it was extraordinarily difficult for many people in this country to accept the change of name. But it was an international agreement that the government at the time and many others within the international community
agreed to. We were certainly a part of that process, and we applauded. This is something that helped North Macedonia now move forward, certainly right into NATO, and has also provided many opportunities for it to make progress towards the European Union. And the priority for us here in Skopje at the US Embassy and for Washington is to now move forward on many of those very important priorities that this country should be talking about. I feel that there is a certain amount of distraction and scorekeeping in terms of who says what when, and the important part is respect international agreements, which the Prime Minister has said he will, and then let's move on and have these critically important conversations. Agreements have been made. There's not a renegotiation of PRESPA. There's not a renegotiation of movement towards the European Union. That's very clear. Povedете, gospođo Stojanovska? Па да, мислам дека најсоодветен одговор на ваквата изјава веќе даде премиерот Мицкоски, но сепак еве јас да ја прокоментирам. Ако е историско значењето на Преспанскиот договор, може би да се согласам, но јас во негативна конотација, бидејќи се направи најголемата историска неправда во Република Македонија и точно дека тој договор се потпиша, но се потпиша против устав и против закон, бидејќи такви меѓународни договори потпишуваат други лица, а не министер за надворешни работи, но никогаш нема да заборавиме и не смееме да заборавиме дека чинот на она што се потпиша во Преспанскиот договор, а следуваше референдум и потоа против уставна измена на името на Република Македонија, тоа треба да се разгледува. И тоа е историја со негативен пример, каде што против устав се постави, против волја на народ, за да се промени името и како што кажав на самиот почеток, промената на името не значеше влез во Европската Унија. Така да, може би во историјата ќе се запише овој момент, но секако со негативна конотација, бидејќи ниту Соединетите Американски држави, а ниту било која друга европска или светска држава не постапуваат на овој начин спротивно на волјата на народот и со кршење на уставот. Така да, ако еднаш председателот Мицкоски изјави точно дека Преспанскиот договор е реалност, во смисол на тоа дека уставот е против уставно променот, но како партија почитуваме закони и устав, токму поради тоа и свечената изјава за превземање на премиерската функција на свечената изјава го кажа уставното име против уставно променето и во тој контекст кажа дека Преспанскиот договор е реалност, но реалност е и тоа дека ние се уште не сме членка на Европската Унија, што значи дека тоа е нечесен договор со кој што македонскиот народ е прелажен и со кој што против уставно е сменето името Република Македонија. Таа неправда е огромна за македонскиот народ, никогаш нема да ја преболиме, а секако дека ќе настојуваме сите неправди во оваа држава да се исправат и никогаш нема да губиме надеж дека невозможното е возможно, секако со влада, со функционери кои што ќе работат согласно на закон, а најбитното за мене е во согласност со волјата на народот кој што таа влада ја гласа, односно пратениците во парламентот, и мора да бидеме одговорни, мора да бидеме честни. Ние не ветуваме ништо преку ноќ дека може да се случи, но Македонија каква што ја начекуваме да се изразам вака архаично со две скршени нозе, полека треба да заздрави, треба време за се. Ако Македонија стане држава која што ќе биде почитувана заради реформите кои што ги спроведува, кои што се дел како патокас, како насоки од Европската Унија, зошто да не веруваме дека еден ден се е возможно. Како што се случи таа неправда, може да се случи конечно и некоја правда за Македонија. Да, историски момент е, само во тој дел ќе се согласам, но историја која што за македонците е многу болна и со која што им е нанесена огромна неправда. После тоа следуваше и бугарскиот договор со кој што повторно ветија дека ќе менуваат устав, тоа не се случи благодарение на ВМРО-ДПМН и како што целата македонска и светска јавност може да чуе, премиерот тврди дека повторна измена на устав под бугарски диктат, додека е тој председател на ВМРО-ДПМН и премиер на Република Македонија, нема да се случи. На иста линија со амбасадорката Агелер е и евроамбасадорот Дейвид Гир.
Дали со ваквите зачестени изјави кои ги повторуваат Агилер и Гир дека нема репреговарање на Преспанскиот договор и на договорот за добрососедство со Бугарија, односно репреговарање на преговарачката рамка, се стега обрачот за маневар, односно можностите кои ги има македонската дипломатија, или пак без разлика на ваквите изјави, македонската влада пред се Министерството за надворешни работи ќе се држи до копенхашките критериуми и ќе бара сепак тие да се почитуваат и Македонија да биде оценувана врз база на реформите, а не врз база на билатералните спорови, или сепак ќе подклекне на притисоците? Не, оваа влада апсолутно нема да поклекне на притисоците и сега како влада знаете дека и 7 години под страшни притисоци функциониравме како партија и лидерот Мицкоски како нејзин председател, ги издржавме сите притисоци и гледате дека ја добивме поддршката од мнозинството народ во Република Македонија, така што учени сме да функционираме под притисок, што некогаш е можеби и добро за да се стекне едно огромно искуство, бидејќи колку поголеми се притисоците, кај нас толку е поголем мотивот да издржиме, пркосот ни расте, ама секако во согласност со волјата на народот. Никогаш тоа не смееме да го заборавиме, бидејќи ние, како избраници на народот, луѓе кои што ја добиле поддршката на народот, единствено сме одговорни и прво пред народот. Секако дека ни е битна поддршка и од останатите светски земји, наши стратешки партнери, но копенхагенските критериуми не важат само за Македонија. Треба да важат за сите држави подеднакво. Прекршени се токму со овие два договори, така да ние ќе застанеме на рамноправно ниво и рамноправно ќе водиме оваа битка за исправување на сите неправди кои што и се нанесени на Македонија. Морам да нагласам резултат и благодарение на претходната власт. Во понеделникот председавањето со Европската Унија го презеде Унгарија. Дали може да очекуваме нов предлог, овој пат унгарски предлог, со кој би се овозможило репреговарање на преговарачката рамка поврзана со договорот за добрососедство со Бугарија? Една ваква можност пред некој ден најави премиерот Христијан Мицкоски, а токму како одговор на она што Агилер го рече дека не е возможно репреговарање на преговарачката рамка. Пред да ја слушаме вашата анализа и вашиот одговор на ова вака поставено прашање, сакаме за нашите слушатели да ја пуштиме изјавата на премиерот Христијан Мицкоски. Што се однесува до Преспание, уште пред многу години го имаме кажано на нашиот став, а тоа е дека тој договор е реалност и дека е дел од правниот и уставниот поредок на Македонија како држава и тука не треба никој да има никаква дилема. А што се однесува до уставните измени кои што се дел од така наречениот француски предлог, кој што е додаток на договорот за добрососедство, односно репреговарање на договорот за добрососедство, исто така нашиот став го знаете дека диктати и ултиматуми не преговараме, така што ако можел договорот за добрососедство да биде репреговаран и на него да му се додаде така наречениот француски предлог, не гледам причина зошто да не се додаде некој француски предлог плюс или некој друг предлог кој што ќе ги опфати барањата кои што ги има македонскиот народ, македонците во Бугарија и така натаму. Не можеме да водиме политика на двојни стандарди. Ако бараме да имаме промена во уставот во Македонија со која што неколку стотини наши сограѓани кои што за себе велат дека се дел од бугарската земјица, тогаш треба да видиме што станува со оние граѓани кај нашиот источен сосед кои што велат дека се дел од македонската земјица. Треба да си го поставиме прашањето зошто тие бараат да бидат дел од македонскиот устав. Дали нечии права човекови се загрозени? Ако е така, тоа што треба да видиме во Европа која е таа институција која е одговорна да донесе одлука чии права се нарушени човекови или не се. Тоа е Европскиот суд за човекови права во Страсбург. И ако ја погледате денеска ситуацијата и семафорот да се изразам спортски, ќе видите резултат 14-0. Повелете, госпожа Стојановска. Така, што се однесува до Унгарија, знаете дека таа наша пријателска држава, поддржувач голем, имаме одлични односи со оваа држава и сигурно сте во тек дека пред 10 дена или неколку дена после стартот на владата предводена од Христијан Мицкоски веќе се случи една огромна инвестиција токму од фирма на Унгарија која што инвестираше во Македонија
450 милиони евра, така што јас повторно ќе се потпрам на нас, односно на македонските предводници, бидејќи ние се, како што кажав, подготвени сме на борба, а борбата секогаш се води и со порази и со победи. Битно е никогаш да не се откажеме од она на што сме се заколнали, од нашите принципи и ветувања кои што сме ги дале пред македонскиот народ, дека ќе е лесно, ниту сме подготвени за нешто лесно, секогаш потешкиот пат е оној вистинскиот, ќе изодиме тежок пат, трглив пат, но секако во согласност со волјата на народот. А волјата на народот е Македонија да биде достоинствена држава и држава на народ кој ќе се чувствува сигурно, безбедно, економски стабилно, така да тоа е рамноправноста за која што ние ќе се бориме. Дали ќе дојде до некој нов предлог, јас најмногу верувам во македонските преговарачки сили овој пат, бидејќи верувам во луѓето кои што ни ја представуваат државата, а тоа се нели Гордана Силјановска Давкова, Христијан Мицковски, исто така во овој контекст, односно на оваа тема, не би сакала да го изоставам и новиот министер за надворешни работи и надворешна трговија, тоа е Тимчо Муцунски, еден искусен млад човек кој што секако убедена сум дека достоинствено ќе не представува каде и да се представи, а не да се прифаќа еднострана, односно од другата страна се што ќе се побара, додека ние од наша страна имавме преговарачи во претходната власт кои што ништо не бараа, не поставуваа црвени линии и гледате дека не доведоа буквално до еден чорсокак од кој што Христијан Мицковски превзеде битката дека ќе не извади од тој чорсокак и убаво е да се слушне за Македонија со еден држава со економски раст, со странски инвестиции, со задоволни и успешни македонски бизнисмени, со Македонија која што ќе живее од сопствени ресурси. Значи имаме многу задачи и зацртани цели пред себе кои што за да ги реализираме потребно е ние да се посветиме максимално, а не како предходниците кои што знаете дека работеа само за сопствени џебови, договарајќи тендери во 4 очи и на секој начин и во секој поглед понижувајќи ја Македонија прво пред македонците, а што би останало за надвор од границите на Македонија. Пред неколку дена во Советот на Европа свое обраќање на тема употреба на наметнатата придавка северна како последица од Преспанскиот договор имаше политиколог Кристијан Видановски, кој пред присутните кажа дека Преспанскиот договор не се почитува од страна на Македонија, особено од страна на председателката Гордана Силјановска Давкова и од премиерот Христијан Мицковски, кои одбивале да го изговорат името со наметнатата придавка, при тоа оквалификувајќи ги изјавите на Мицковски како закани. Како гледате на овие изјави од Фидановски, но и на други аналитичари од Македонија со слични изјави со кои ги бранат претходните власти дека наиме овој договор бил историски? За кого одработуваат ваквите аналитичари? Интересно е тоа што забележавме дека во едно интервју тој не го користи името Македонија, туку нашата држава. Пред да го слушнеме вашиот став, би сакале заради нашите гледачи и слушатели да ја пуштиме изјавата на политиколог Кристијан Видановски. Имаше една интересна обзервација. Ципрас рече за време на сесијата дека е важно да се почитува не само словото на Преспанскиот договор, туку и духот на Преспанскиот договор. Значи, имаше една релативно охрабрувачка изјава на крајот од Мицковски дека во иднина во официјална комуникација ќе се придржува до договорот, меѓутоа ако тоа е проследено со една реторика на закани, практично го имаше оној момент со закани со меѓународни судови, доколку грчката страна не продолжи да го имплементира договорот соодветно, па потоа синоќа дојде оваа изјава околу неродените деца и внуци кои што се навредени според премиерот од Преспанскиот договор. Мислам дека тоа е една реторика која што не припаѓа на современиот контекст, не припаѓа во ситуација на веќе потпишан договор, кој што навистина се трудевме интензивно да го имплементираме како држава последниве неколку години, не помага и во настојувањата грчката страна да го имплементира, бидејќи се создава еден непријатен, дури би го нарекол деструктивен контекст помеѓу двете држави. Мислам, на крајот добивме една како што рекордувачка најава дека сепак формално ќе се придржува новата платото договорот, меѓутоа за мене како политиколог не е убедлива онаа поента околу правото на самоопределување и одвојувањето на
За мене тој аргумент не е уверлив, јас како политиколог мислам дека навистина се нарушува интегритетот на председателство на институцијата, председател на институцијата премиер, со такво некој одвојување на приватни личности од државни чинители, мислам дека тоа е еден нонсенс. Повелете, господја Стојановска, како ќе го прокоментирате Фидановски? Така, предпоставувам дека е уште еден лик кој што се уште нема одработено за она за што е платен. Јас никогаш или се трудам да не изумам секогаш да кажам чест на исклучоците, бидејќи верувам секогаш во исклучоци, не правам категоризација на сите, без разлика во моментов се работи за аналитичари, гледате дека и тие некогаш прават грешка, односно доказ е тоа дека се што насила е наметнато, па еве и името на Македонија, никогаш не може да биде природно и општо сенародно прифатено, тоа ќе остане како белег. Може би се обидоа да уништат се што е македонско, за жал контраефект постигнаа, така што во Македонија, не знам колку следите, ни се случува младите генерации еве да се слават матури со знамињата на кутлеши, со исклучиво македонски патриотски песни. Тоа е оној контраефект кој што го постигнаа, воведувајќи нешто што е насилно прифатено и насила спроведено. Повторно ќе кажам, и против устав, и против сите закони, и против сите европски принципи и начела, така да ваквите ликови може би уште некој период ќе дообработуваат или одработуваат, но за нас не значат ништо. Ќе повторам, за нас најбитна е народната волја. А таа вели дека никогаш не може да се прифати нешто што е насила наметнато. Со договорот за добрососедство и со договорот од Нивици, ние, македонскиот народ, не само што го изгубивме достоинството, туку ја изгубивме и идентитетската позиција. Владата започна со серија постапки за враќање на македонското достоинство, а за почеток се обидува да врати барем идентитетската позиција. Дали премиерот Мицковски, заедно со неговиот тим, ќе успее да обстане на овој курс и да го поврати во целост она што претходната ненародна власт го распродаде, но исто толку важно, дали ќе ги видиме на обвинителна клупа сите кои учествуваа во тоа раздебитување на Македонија и македонскиот народ, но и на македонските граѓани, да одговараат за велепредавство. Токму така. Добро што еве имам можност јас во токму со вас да се согласам, бидејќи мислам дека се уште Христијан Мицковски не беше станат премиера, во македонската јавност медиумите бомбардираа со прашања од типот дали ќе го вратите името. Никој од медиумите во македонската јавност не постави прашање дали некој ќе одговара за тоа што нашето име е променето. И затоа со вас апсолутно ќе се согласам, затоа што многу на брзина имаше случувања во Македонија, а не беа случајни. Сето тоа се случуваше додека менуваа име, ја плячкаа државата, додека склучуваа бугарски договор, ни се случува огромни скандали во Чекор, дури за некои од нив и многу доцна дознаваше македонската јавност, како еве во моментов ми текнува на случајот со онкологија, каде што знаете како се манипулирало со здравјето на луѓето болни од најтешката болест, така да чинот на велепредавство на оние кои што 7 години ја плячкаа Македонија е многу јасен. Сето тоа го правеле во името на Европската Унија, за собствени џебови и секако за загубење, како што кажав, на достоинството, загубење на надежта кај македонскиот народ и единствена светла точка, јас морам да кажам без разлика што сум представник на ВМРО ДПМН во овие изминати 7 години, е токму нашата истрајност. Благодарение секако на председателот на партијата, сега веќе и премиер, бидејќи јас имам на неколку пати нагласено клучна улога во периодот изминат. Беше токму пратеничката група од претходниот состав, која што издржа на притисоците и не гласаше за повторни уставни измени кои што ги ветил некој друг во име на не знам што, а предпоставува за голем кеш. Тоа беше клучниот момент, пресвртен момент во падот на Македонија, така да после издржувањето на сите притисоци од страна на претходната пратеничка група, во чиј што состав бев и јас, сега започнуваат едни посветли денови на Македонија. Не велам дека веднаш и силно ќе огрее сонцето над Македонија, но да, веќе е се поизвестно дека
дека притисоци врз Христијан Мицкоски и врз ВМРО ДПМН не може да се вршат неосновано и со уцени, туку исклучиво, како што реков, само на база на реални преговарања, на транспарентност спрема граѓаните и спрема опозиција, зашто да не знаете дека ВМРО ДПМН кога беше опозиција беше исклучена од сите овие нечесни преговори, така да сега доаѓа едно ново време, веќе е започнато ново поглавје, како што ние велиме за Република Македонија, и да, има надеж и точно Христијан Мицкоски ќе издржи, ќе го поврати достоинството на македонскиот народ, а кога велам македонски народ, во овој контекст мислам на сите граѓани на Република Македонија, затоа што од Македонија подеднакво изминатиот период се иселуваа сите незини граѓани без разлика на националност, на партиска, на верска или на било која друга припадност, бидејќи и навистина во Македонија изминативе 7 години беше исклучително тешко за живење. Дали да зборувам за економија, дали да зборувам, еве, ја споменав онкологија за здравствени услуги, дали да зборувам за образование. Знаете, многу се влијаеше и преку образованието во тој процес на перење на македонските мозоци, особено на македонските млади, но не им успеа. Гледате дека концептот на Мила Царовска, едно време министерка за образование, кој што чинеше милионски суми на евра, апсолутно единствена цел му била токму тоа да се брише од колективната меморија, па и од македонските учебници, она што е свето за Македонија и за македонската историја. Не им успеа благодарение токму на издржливоста на Христијан Мицкоски како председател на опозицијска партија, а можете само да претпоставите колку неговата издржливост ќе се зголеми сега како премиер на Република Македонија и како човек кој што се нафатил на нешто што е навистина тешко, навистина сериозно, но и нешто што од нас го очекуваат. Не случајно народот наш ни ја даде довербата и ние сме одговорни, како што кажав, исклучиво пред народот и граѓаните на Република Македонија. Сите неправди да ги исправиме и точно да дојде ден да се одговара и за велепредавството кое што на Македонија и се стори изминатите 7 години со потпишувањето токму на овие два договори. Кога сме кај оваа тема, пред некој ден наидов на некои изјави од лидерот на Интегра, господинот Љупчо Ристовски, кој сега дава некакви совети упатени на адреса на владата и на владеачкото мнозинство за да се излезело пред нацијата и да се кажело дека ситуацијата е алармантна за обстанокот на Македонија и затоа да се побарало веднаш избори за да се обезбедело 81 пратеник и дека сега ќе застанеле за еден ваков повик. Како гледате на ваквите изјави и зошто не застана господинот Ристовски и неговата партија Интегра, како и од неговите коалициони партии за повикот на Мицковски пред одржување на изборите? Знаете, кај нас како велат, после свадба тапани не биваат. Ние пред да се случат изборите имавме повик до сите кои што еве се декларираа дека и мислат добро на Македонија, на македонскиот народ, за жал не се охрабрија во тој период и изјавите од типот на еве лидерот на Интегра или ако се сеќавате кога во парламентот требаше да се предлага председател на собрание понудата на левица, ќе ги оквалификувам како тоа дека после свадба ги удираат тапаните, доцна е за тоа. Сега целата одговорност ја има превземено ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН постепено ќе ги оди сите чекори кои што ќе доведат до навистина Македонија да стане достоинствена и држава земја за пример не само во регионот, зашто да не и во Европа, почитувајќи ги сите барања, сите принципи, сите наши клучни ветувања во изборната програма, а гледате дека тоа се случува веќе не цели или можеби 2 работни недели имаме влада предводена од Христијан Мицкоски, а добар дел од она што е ветено во нашата програма започнува да се реализира. Тоа е она што на македонскиот народ му треба, а ваквите нечесни понуди кои што премногу доцнат се само заради некој си политички маркетинг, но и тој за жал задоцнат. Како гледате на последните закани од Али Ахмети, лидерот на ДУИ, кој најави демонстрација на незадоволство, при тоа обвинувајќи го Мицкоски за непочитување на волјата на албанците и нивната легитимност добиена од ДУИ и фронтот, при тоа потенцирајќи дека одлуката на Мицкоски не продуцира етничка стабилност во државата?
Па знаете како, Али Ахмети, предпоставувам дека се уште ги залечува или ги лечи раните од она што стана опозиционер конечно после 20 години власт и нормално е дека повторно ќе повикува на некакви си етнички тензии во држава, бидејќи очигледно за ништо друго не беше способен или да кажам тимот кој што го избра, знаете кои луѓе останаа со него, а кои луѓе ги напуштија и токму ВМРО-ДПМН склучи сојуз или коалиција после изборна со оние кои што со дел од оние кои што го напуштија Али Ахмети, кој што 20 години имаше можност да докаже дека има честни намери, еве да не кажам само кон албанците, општо за напредок на државата, видовме кои биле нивните така наречени честни намери, така да сега Али Ахмети најдобро би му било да се освести дека е опозиционер, да работи како конструктивна опозиција или опозиција која што ќе биде присутна во собрание, која што ќе гласа кога ќе се бираат и членови на ДУИ во некои си собраниски делегации, која што ќе дискутира, ќе протестира доколку нешто не им одговара кога во собрание се разгледува, но начинот, односно презентирањето на нивното отсуство во собрание за мене само значи дека апсолутно не се подготвени и не се соочени со фактот дека се опозиција, а обвинувањата за етнички тензии, за некаква си, не знам, понижување на албанскиот блок или на албанските државјани во Република Македонија апсолутно не држат, бидејќи ние како што видовте имаме албански коалиционен партнер, имаме албанци членови во влада, имаме албанци кои што ќе бидат утре назначени за директори и слично. Едноставно ние не правиме поделба по етничка основа, туку конечно ќе почнеме во Македонија да го воведуваме мерици системот и секој кој што е квалитетен секако дека би добил можност да го докаже тоа. А времето на купени дипломи, времето на универзитетите на Рамиз Мерко, еден од главните ликови во партијата на Али Ахмети, завршува, како што видовте, една од првите одлуки донесени на седниците на влада беше токму да се укине она кое што на заминување министерот за образование на ДУИ го потпишала, тоа беше отварање на Универзитет за медицински науки, во собственост на Рамиз Мерко, човекот кој што штанцаше дипломи. Меѓу дипломците имавме ние и министри во владата на СДСМ и ДУИ, така да тоа време заврши, дали нив им одговара или не, најдобро е да разгледаат кои од албанците не ги поддржаа, бидејќи кога велат дека ДУИ била албанската партија која што победила на последните избори, забораваат дека во нивната коалиција Европски фронт има и турци, и бошњаци, и роми, тоа нивното подценувачко или се уште на искуство од минатото да придобијат, да искористат и да го фрлат настрана, треба да се освестат дека се опозиција и што поскоро да станат една опозиција гласна во парламентот, која што еве ќе ги брани ставовите на оние кои што ги гласале. Со отсуство на ДУИ во парламентот само докажуваат дека ДУИ знаела да функционира само кога била на власт, покажувајќи моќ и еден диктаторски начин на функционирање како во партијата, така во владата, секако дека за во владата тоа им го дозволија луѓето од СДСМ, но таквиот начин на функционирање со ВМРО-ДПМН е недозволив и како што гледате не проаѓа. Дали ваквите закани за етнички немири од страна на ДУИ и Али Ахмети се поврзани со правење на некаков притисок за да ја натера владата да ја свитка кичмата со цел да се откаже од намерата за враќање на македонското достоинство? Влади со свиткани кичми се скоро минато, а мислам дека во скора иднина нема да се случат, бидејќи начинот на кој што ДУИ функционираше со СДСМ играјќи фудбал по министерски кабинети, кошарка и што ли уште не, и покажувајќи некаква си апсолутна моќ и врз СДСМ, но општо и врз државата, заврши. Ние не функционираме под закани, како што кажав малку и претходно, напротив, ние сме мотивирани кога некој сака да ни врши притисок и да ни се заканува. Нас може да ни се заканува само народот кој што не гласал. Барем досега народот сите постапки и чекори кои што сме ги превзеле од позиција на власт ни дава поддршка, е задоволен,
точно е дека очекува уште повеќе и треба да очекува, ние на тоа сме се обврзале и секако дека имаме време да го реализираме. За време од 4 години ВМРО ДПМН има понудено 1198 проекти, додека за време од 7 години на Македонија, предводена од ДУИ и од помалото братче СДСМ, и се случија само кражби, предавства, понижувања, така да тоа е мојата порака. Токму најмотивирани сме кога некој вака ни се заканува и не провоцира. Како ќе го прокоментирате тоа што пред некаде неполни 2 недели министрите од Вреди, кои се македонски албанци, а се дел од власта, си одржаа посебен мини координативен состанок во владата, поточно во кабинетот на Меджити, каде што беше поставено и албанското знаме. Дали знаете за што дискутирале? Ќе прерасне ли ова во пракса или пак веќе се предупредени да не наседнуваат на пропагандата на ДУИ и да не поставуваат знаме од друга држава, бидејќи сега тие се власт и треба да се однесуваат како власт, а не како политичка партија. Можно ли е ваквиот однос да донесе негативни последици на целата владина коалиција, па дури и да се посегне по непосакуваниот чекор, напуштање на владата од страна на дел од коалиционите партнери, како што најави Максим Димитриевски од Знам за Македонија? Знаете како бројката која што ние ја освоивме во парламентот ни дава можност да преговараме со многумина, бидејќи бројката од 58 е максимум кој што се случил на изминати избори од позиција на опозиција да се освојат толку пратенички мандати. И да, фактот дека нас ни треба само 3 пратеници нели за да се добие апсолутно мнозинство во парламентот, ние не го злоупотребивме, туку напротив, како што видовте, коалициравме и со Вреди, и со Знам, понудени им се и министерски места и останата распределба на позиции. Јас и мислам дека и во вашата емисија имам прокоментирано, лошо ако некој прави обид да ја имитира ДУИ во некои незини постапки, бидејќи токму таквиот начин на функционирање е лошата порака која што доаѓа од ДУИ. Се надевам дека, бидејќи координација е својствена, односно е дел од работата на парламентот, каде што нели се има координација внатре во пратенички групи, помеѓу координатори на пратеничките групи со председател на собрание. Предпоставувам дека како коалиција Вреди можеби се собрале, па тоа собирање се обиделе да го направат како некоја вест, но мојата порака е никако да не се обидуваат да го имитираат ДУИ, бидејќи видовте како ДУИ заврши. Јас верувам во капацитетот на личностите кои што се дел од владата на ВМРО ДПМН, односно представниците на коалицијата Вреди, така да можеби ова е само еден чин кој што можеби јавност или медиумите го злоупотребија, по однос на тоа употребата на знамињата и слично. И во вашата емисија имам кажано дека вењето на знамиња не донесоа ниту бенефит ниту за албанските граѓани, ниту за македонските. Точно е дека се тие етнички албанци знаеме дека тоа е знаме на Албанија, но во Македонија и во македонските институции треба да се почитуваат македонските символи и обележја, така да сметам дека ова е само можеби еден чин кој што се употребил можеби со друга цел или се злоупотребил заради друга цел. Се надевам дека нема да биде пракса, дека владата се свесни дека е предводена од Христијан Мицкоски и дека нема да се дозволи групирање, фракционирање, затоа што за мене можеби не би било чудно, например, да се видат на некоја координација министри кои што имаат сродни области или сродна тема на работа, па да седнат меѓу себе на некој состанок, на некоја координација, но вака моноетничко собирање, можеби, пак ќе кажам, можеби обид да се имитира ДУИ, но не би препорачала да стане тоа пракса за воиднина. Економските директори по се изгледа заминуваат во историја. Владата на нејзина седница одлучи до собранието да ги испрати предлог и измените на Законот за здравствена заштита, кој предлог, ако не се лажам, беше инициран од вашата партија и коалицијата Твоја Македонија. А кои измени предвидуваат укинување на функцијата економски директори во болниците. Дали вие пратениците ги добивте предложените измени и каков е вашиот став по овие измени? Дали треба двотретинско мнозинство и бадентери и кога
ќе биде секако гласањето. И која беше иницијативната каписла за носење на ваквите измени? Па да, разрешувањето на економските директори беше едно од нашите изборни ветувања, така да гледате дека можеби од економски причини или од тоа да ненаменски се трошат средства кои можеби многу поцелисходно би се искористили, особено во здравствениот ресор, е причина што меѓу првите превземени работи на владата е токму ова. Во собрание се уште не е стигнато предлог законско решение, колку што јас сум упатена, сметам дека за закони од областа на здравство не е потребен ниту бадентер, ниту двотретинско мнозинство, а сметам, како што кажав, дека исклучувањето на овој дуализам по здравствените институции и поделената одговорност, да утре кога ќе треба некој да одговара или да се бара одговорност, да се префрла вината од еден на друг, ова е добар потек тоа да се исклучи, а секако и финансискиот момент, така да не гледам причина зошто некој би бил против овој чекор, бидејќи навистина ќе значи економска заштеда и насочување токму на барем во здравствениот дел на многу по приоритетни нешта кои што се неопходни за македонското здравство, така да апсолутно не гледам никаков проблем, а најмалку пак потреба за бадентер или за двотретинско гласање, дури мислам дека сум убедена дека овој за вакви законски измени не се потребни овие два чина. Дали и колку ваквиот потик на владата ќе придонесе за подобрување на проблемите во здравствениот систем и во кој сегмент тоа најповеќе ќе помогне? Па како што кажав, прво за да се има еден одговорен кој што ќе одговара како директор на институцијата во делот на финансиите и секако во делот на распределбата и менаџментот, бидејќи ние знаеме дека во минатото постоеле здравствени институции со над 1000 вработени кои што одлично функционирале со само еден назначен директор, паралелизам и дуплирање на функции, а и огромно трошење на финансиски средства, сметам дека воопшто не се потребни. Така да јас го поздравувам овој чин и кога ќе дојде во собрание ќе гласам токму за ова законска измена. Како гледате на укинувањето на балансерот и зошто од опозицијата се бунат на ваквиот чекор? Дали со укинувањето на балансерот ќе се постигне целта, а тоа е вработување по мерит системот од кој бенефит ќе имаат сите граѓани, но и државата, а не по етникум, со што бенефит има само единката, односно запосленото лице и никој друг? Да, и тоа, и укинувањето на балансерот ни беше во изборната програма, секако со нагласување дека за тоа би се отворила една опширна дебата за да се видат сите плусови и минуси доколку ова би се случило, бидејќи изминативе години сведоци сме и сите етнички заедници се сведоци дека се злоупотребуваше балансерот, па имаме случаи, например, јас бидејќи доаѓам од Гостивар каде мнозинството се албанци, да македонци етнички или турски етнички заедници се пријавуваат на некој си оглас, менувајќи ја својата етничка припадност, само за да си го решат економското прашање, односно да добијат вработување, што значи апсолутно ја промаши целта, можеби и намерите кои што се имале, бидејќи балансерот, нели знаеме дека е производ на Охридскиот рамковен договор, и ние многу долго време зборуваме за воведување конечно на мерит систем, односно да се прими на било кој оглас најквалитетниот, оној кој што ќе конкурира со највисок просек, со најдобри посетени програми и обуки без разлика на неговата етничка припадност. Балансерот, мислам дека ги промаши сите цели и намери изминативе 20 години во Република Македонија, но сепак ќе кажам, изборно ветување, но претходно мора да се отвори широка дебата, расправа, комуникација со опозиција, со власт, со експерти, за да го најдеме идеалното решение, а нашата цел за укинување на балансерот е токму да се воведе конечно мерит системот при секое вработување. Пред да продолжиме, господја Дафина, прашање од наш гледач, господинот Трајков, прашува дали оваа влада ќе застане во одбрана на македонците и македонските национални интереси, оти станавме народ од втор ред
и многу македонци се разочарани и ја напуштаат државата. Да, позитивен е мојот одговор на ова прашање, но владата, како што кажав, 2 недели е во функција, така да има простор, има време и во нашите ветувања по митинзи, па и во програмата имаме обврзано дека ќе работиме и на македонско национално обединување, и на македонско граѓанско обединување, бидејќи има теми кои што ги засегаат само македонците, но има теми од кои што се засегнати буквално сите кои што живеат во границите на Република Македонија. За жал, претходната власт се откажа и од обврските за грижа за македонците кои што живеат надвор од Република Македонија. Последиците и ефектите ги гледаме, ги живееме. Така да сведоци сте дека многу негативни последици имаме од претходното 7-годишно владење на СДСМ и на ДУИ, но ние го превземаме тоа како обврска и ќе работиме токму и на тоа. Знаеме, свесни сме дека многу македонци се разочарани, размислуваат на тоа да се иселат. Ќе се обидеме да им докажеме дека има надеж за Македонија, дека има надеж за секој еден македонец и во Македонија и надвор од Македонија, но и за секој граѓанин кој што живее во Република Македонија, а кој што ја почитува и сака да остане во неа. Оваа влада ќе работи подеднакво за сите, не правејќи никаква разлика помеѓу нив, давајќи му можност, како што зборувавме на претходното прашање, само на квалитетот, само на квалитетното образование и на луѓето кои што со искрени и честни намери сакаат да придонесат токму за ова што зборуваме, за подобри услови за живење за сите. Пред некој ден, албански државјанин го симна македонското знаме од врвот на планината Кораб, а на негово место го постави албанското знаме. Зошто изостанаа реакциите на лидерите од албанскиот политички блок во Македонија, а и од македонскиот амбасадор во Албанија? Па претпоставувам прашањето зошто изостанале реакции од лидерите на албански политички партии треба да го побараме токму од лидерите. Мене ми е јасно дека се премолчуваат многу теми во Република Македонија, но е јасно дека ќе има инцидентни случаи и вакви какви што се овие, но ќе повторам, вењето на знамиња без разлика дали се македонски или албански не значат дека некој многу повеќе ја сака државата од која што потекнува. Некогаш сакање на држава се докажува и со тоа да се придонесе за нејзината иднина, да се почитуваат закони, да се плаќаат даноци, да се биде одговорен, да се бараат права, да, но и да се знаат и обврските, да се почитуваат закони и устав, така да изоставените реакции можеби не сум јас таа која што треба да ги коментира, но бидејќи го споменавте амбасадорот, не знам колку сте во тек дека Тимчо Муцунски како министер за надворешни работи веќе ги има повикано на консултации добар дел од македонските амбасадори. Се надевам дека тоа ќе се случи со уште неколкумина, бидејќи и тука изостана мерит систем, па знаете дека Македонија испраќаше амбасадори, луѓе кои што апсолутно немаат допирна точка со дипломатија, а не пак да знаат кои им се обврските како амбасадори, а знаеме колку е битна таа улога, особено за држава како нашата. Се руинира претходната власт, па за жал и тоа, представувањето на Македонија во европски и светски држави, но чекор по чекор, по полека сите работи ќе се дојдат на свое место. Значи нема повеќе телевизиски репрезентерки да патуваат по дипломатските представништва. За жал, тоа беше реалност и европска вредност за овие од Европскиот фронт и нели СДСМ сега имаше некоја европска придавка во оваа нова коалиција во парламент. За жал, за употреба и на придавките и на вистинските европски вредности, ама дојде крај на тоа. Кога сме на тема државјани, како ќе ја прокоментирате наметнатата тема поврзана со неважечкиот бугарски пасош на министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска? Особено не интересира да го слушнеме вашето мислење за повикот од ВМРО Народна на Љупчо Георгиевски да не се откажувало од бугарското државенство, со што ќе се докажало дека и бугарите во Македонија можат да дојдат до високите државни позиции, но и за обвинувањата дека таа наводно се откажала поради притисок од нејзините сопартици, а не самоволно. Имате ли вие можеби некакви созданија за притисоци и од кого кон неа? Јас со Сања лично се познавам, исклучително ја почитувам, но периодов од како се случи ова, односно се обзнани дека
дека не го пријавила бугарското државјанство, се немам видено. Се работи за исклучителен експерт од областа на енергетиката и можеби целта е да се намали нејзиниот квалитет токму со вакви вести, но сепак ќе бидам искрена и реална. Не би рекла дури дека е пропуст, туку можеби е грешка, се надевам дека е ненамерна. Не знам во однос на законите дали доколку законски има можност за повикување на одговорност, секако дека и тоа треба да се случи, но јас верувам, познавајќи ја Сања, дека е тоа ненамерна грешка и обидот на сите да девалвираат Сања како експерт и како личност која што е исклучително посветена за напредокот на Македонија, не случајно остава таква кариера светска и европска за да дојде и да ја помогне на сопствената држава, тоа се само обиди да се девалвира нејзиниот квалитет, а во однос на повикот на лидерот на ВМРО Народна партија, уште еден доказ зошто е тој лидер на таа партија, а не е останат таму каде што бил, така да си го потврдува она зашто тој можеби и е останат тука и зошто е се уште дел од нели беше во коалиција со СДСМ, сега немаат представник во парламентот, но едноставно тоа говори за позицијата таму каде што се наоѓа, зашто не е повеќе во партијата чиј што лидер бил еден период, па и премиер на Република Македонија, така да нека суди јавноста. Во минатиот петок излегоа резултатите од пописот во Албанија. Според пописот, македонците се преполовени, а бугарите од непостоечко малцинство излегоа дека се 3 пати побројни од македонците. Нашинците негодуваат и обвинуваат за фалсификат, при тоа најавија и преземање на некакви чекори за да се исправи неправдата. Колкава е одговорноста на Македонија, поточно на македонската власт, која сега е опозиција за ова што се случи во Албанија, и дали вие од ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија планирате да им помогнете во нивните планови или веќе имате преземено некакви чекори на тоа поле, бидејќи вака како што стојат работите, ќе се случи потполна асимилација на македонците таму? Тоа се тие така наречени добрососедски односи. Ова е многу сериозно прашање, на кое што е секако работено со децении и мислам дека негде во јавноста прочитав нечи предлог или можеби саркастичен предлог беше, дали можеби не е подобро сега бугарите да бараат да бидат вметнати во уставот на Албанија, бидејќи ако ги има толку Не се исклучи. Како за толку кратко време од претходниот попис во Албанија, кога знаете колку мала бројка имало или не знам дали воопшто имало луѓе кои што се попишале како бугари, да сега се создадат никнат од нигде и никаде толку бугари. Тоа е таа поданичка политика која што ја водеа нашите претходни власти, чиј што резултат еве го гледаме за жал и во Република Албанија. Не е нималку мало ова прашање, сериозно прашање се отвора, кое што повторно значи дел од губење на македонското ткиво, бидејќи има луѓе кои што се можеби сиромашни, можеби уценети, можеби принудени да го направат она што го направиле, но секако дека ние како влада ќе превземеме и сигурно има во план, јас не сум, знаете, дел од владата, околу ова прашање сериозно да се седне, да се размисли и да се најде начин на овие луѓе да им се помогне. Претходната власт во устав потпиша промени дека нема да се грижи за македонците надвор од границите на Република Македонија, но оваа влада секако дека ќе стори се, не само за македонците во Албанија, туку и ширум светот, да покаже поголема грижа, поголемо внимание и поголема посветеност. Рекавте дека не сте запознати со тоа дали владата има преземени некакви чекори на ова поле. Не сум затоа, не сакам да шпекулирам. Европската унија треба да и постави услов на Албанија за да го смени уставот, за да ги вметне бугарите таму ако сака да влезе да биде дел од Европската унија. Токму тоа јас го поставив како прашање, а негде мислам го прочитав по социјални мрежи. Значи интересен момент. Не се случајни сите барања кои што бугарите ги понудија на маса, властите на СДСМ и на ДУИ ги прифатија, но затоа
Тука сме ние сега како актуелна власт да направиме се што е во рамките на можноста, во рамките на нашите надлежности, да исправиме она што некој имал намера да го распродаде и конечно да го доуништи Македонец. Дали имате некакви сознанија кога македонската влада ќе го стави на дневен ред распуштањето на заедничките мешовити историски комисии, она со Бугарија и она со Грција, бидејќи имаше таква најава дека до тоа ќе дојде? И за ова, за жал, не можам да ви дадам конкретен одговор, немам никакви сознанија, но бидете убедени, ако нешто официјално го изјавил премиерот Христијан Мицкоски, дали како премиер или претходно како председател на ВМРО-ДПМН, тоа човекот збори секако дека она што сериозно или официјално го изјавил, до тоа и ќе стои. Докажано неколку пати, така да ако оваа изјава е од него кажана, тогаш треба да бидете убедени дека ќе се случи. Но никако насила, никако скриено, се да биде транспарентно и за секакви големи крупни промени кои што ВМРО-ДПМН ги има најавено, секогаш пред нив стои широка дебата. Како гледате на владината одлука да ја врати железната ограда околу владиниот објект, која што ја отстрани предходната ненародна власт, а за која беа потрошени 700.000 евра? Пред некој ден со едни пријатели проаѓавме со возило пред владата и пријателов кој што е аполитичен лик, вика ова е буквално една слика за целото владење на СДСМ и на ДУИ. Погрдо нешто од тоа убаво здание кое што на времето беше убаво, сега да го видите и останало на забод на времето, никој ништо не превзел ни по однос на реновирање и слично, но наместо онаа убава ограда од ковано железо, која што беше прво ветување кое што го реализира, ама само во делот на отстранување. Не видовме дека со тие огради нешто се превзеде или се донира или било каде. Ете видовме сега новиот директор на службата за општи заеднички работи со фотографии ни покажа каде изминативе 7 години тоа ковано железо рџосувало. Тоа е таа негрижа во една слика. Значи, ја гледате пред вас зградата на владата, а пред неа стојат барикади полициски. Не ја опколија со барикади само зградата, цела Македонија, целиот народ што живее во неа опколен во барикади од таа аздисана власт. Како што кажав, чекор по чекор се ќе дојде. Па еве и ваква една естетска слика која што на вистина можеби ништо не придонесува во целиот овој општествен хаос кој што ни го приредија, но сепак мислам дека доликува да се врати она ограда која што барем личеше на нешто и да се тргнат конечно полициските барикади, бидејќи имавме влада која што имаше страф од сопствениот народ, па се бранеше со полициски барикади. Токму ваквите небулозни чекори кои што ги презеде минатата ненародна власт ги однесе онамо каде што се сега. И верувам дека најмалку 8 години до 12 им треба да се вратат назад, иако се вратат. Со последните случувања таму, Бога ми, и со овој новиот лидер што се го избра, да. И Господ не знам дали би им помогнал. Тие одамно имаат кренато раце од Господа, нека се молат на други. Да. Пред некој ден се одржа конференција посветена на спроведување на препораките од извештајот на оценската мисија на ЕУ. Како ќе го прокоментирате тоа што евроамбасадорот Дейвид Гир и американската амбасадорка во Македонија Анџела Егелер се против распуштањето на судскиот и обвинителскиот совет, додавајќи дека тоа било мешање во независноста на судството и обвинителството, предизвикувајќи загриженост. Иако и двајцата во минатото испраќаа многу критики кон нивната работа, особено за високата корупција во Македонија и неказнивоста. Ве чудили фактот што токму овие двајца со ваквите изјави застана на страна на судскиот и обвинителскиот совет, кој го одбиваат предлогот на владата поврзан со оваа тема, и дали ова не е мешање во работата на владата? Да, би рекла дека е еден вид на мешање и на тоа имаше убав одговор премиерот Мицкоски. И некако ми е контрадикторно, бидејќи од една страна вела дека во Македонија владеат корупција и криминал, а од друга страна оние кои што се како институции најодговорни за тоа и за онаа општа недоверба која што е како беше близу 0, близу 1, се одговорни токму овие институции, така да
И ова е наше изборно ветување, во програмата стои и повторно стои почитувајќи устав, закони и со отворена широка дебата, така да едното мора да го исклучи другото. За да ја намалиме корупцијата и криминалот, мора да ги тргнеме корумпираните суди, начинот на кој што функционира, бидејќи можеби конкретните ликови Агелер Гир не беа тогаш во Македонија како амбасадор на Соединетите Американски држави, но јас не чув, например, осуда од представниците во тоа време, кога во Македонија хараше специјалното јавно обвинителство. Така да велам малку контрадикторна, бидејќи корупцијата и криминалот ни се резултат, со нивното високо ниво резултат токму на овие лоши корумпирани институции, така да нешто дефинитивно мора да се смени за да излеземе и од овој ќорсокак во делот на правосудниот систем. Ќе разгледаме се, морам да нагласам почитувајќи устав, бидејќи си има уставот точно зацртано е одреден дел како одат тие постапки, консултирајќи експерти, секако седнувајќи намаса и со останатите представници во парламентот како политички партии, така да пополека, но темелно и нешто што ќе значи долгогодишно оправање на овој систем, чекор по чекор, но на тој начин само може да се врати довербата пред се во правосудниот систем, затоа што знаете колку криминали, колку случаи останаа во фиоките на некои суди, на некои обвинители. Тие сега можеби ќе бидат ослободени од јаремот во кој што функционира, еве да не бидам субјективна, можеби и наназад цели 3 децении од како е Македонија самостојна држава, тоа е факт, но затоа наша е задачата да ги ослободиме и да знаат дека треба да функционираат само по словото на законите и уставот, бидејќи еве токму госпоđата Агелер доаѓа од држава каде што мислам дека со закон, доколку се случи некој да интервенира, па макар и телефонски на судија, се повикува на одговорност и тој и судијата кој што ќе му крене слушалка. Така да сметам повторно ќе речам, убаво кажа премиерот Мицкоски, дали е ова мешање во внатрешни работи, мешање во поносење на одлуки за кои што нели одлучуваме ние и само ние, како коментар можеби можам да го сватам, но сепак не можам да разберам бидејќи е контрадикторен. Корупцијата ми е резултат на тоа што овие совети беа такви какви што беа. Знаете како упад се случи пред година-две токму во советот во судскиот совет. Мислам минатата година беше, така да. Нека остават на нас и на власта која што ја превзела одговорноста и за ова прашање. Така, дали треба и до кога ќе се толерираат ваквите изјави кои се многу блиски до забранување на легитимно избраната влада да си ја спроведува програмата со која излегла пред гласачите и врз која и ја дале довербата за да владее? Не, јас не велам дека ќе се толерираат, но со самото она што мислам многу брзо после дадените изјави Христијан Мицкоски излезе со реакција и со одговор нова, мислам дека доволно се става до знаење дека докаде се ингеренциите на едните, докаде на другите. Добре дојдени се сите. Во првиве 2 недели како премиер Христијан Мицкоски мислам дека реализираше преку 20 средби токму со сите амбасадори во Република Македонија, така да тоа е сигнал дека сите ги почитува, дека апсолутно ни значи поддршка од секоја една европска и светска држава, особено од Соединетите Американски држави како наш стратешки партнер, но во делот каде што одлучува народот, кој што ги бира неговите представници во парламентот, а потоа владата, институциите, тука веќе нема дозволување на мешање. Како сугестија може да се послуша секој, но одлуката ја носиме ние и само ние, односно луѓето кои што имаат право на глас во Република Македонија. Така. Како ќе ја прокоментирате препораката на владата до управниот одбор на јавното претпријатие за државни патишта за да го назначи Коце Трајановски, поранешниот градоначалник на град Скопје, за директор на државни патишта, но и прифаќањето на таа препорака од страна на управниот одбор? Ќе успее ли Трајановски да ги исправи сите аномалии поврзани со автопатите, особено оној Кичево Охрид и Скопје Блаце, но и изградбата на коридорите 8 и 10 со Бехтел и НК? Поверувајте ми, ако некој лик имаше во Македонија кој што може
може да се нафати на оваа позиција. За мене токму господинот Коце Трајановски, во досегашното негово искуство запаметен е како исклучително голем работник, човек кој не пати од никакви комплекси, човек кој Скопје го претвори во метропола. Ако го обвинуваат за проектот Скопје 2014, мислам дека најголемите обвинувања доаѓаат заради тоа што Скопје 2014 го направи Скопје светски град и голем дел на финансии кои што доаѓаат од туристите, токму мислам трикратно се зголемени финансискиот прилив токму заради Скопје 2014, да не зборувам дека им пречи историскиот момент на Скопје 2014, кој што со поставувањето на голем број на споменици низ градот потсетува на македонската историја, која што некој сакаше да ја избрише, да ја продаде, да ја препродаде и слично. Така да личност како Коце Трајановски и тоа како ќе успее, јас силно верувам дека ќе успее, бидејќи тие 7 години не може автопатот Скопје-Блаце, кој што е 12 километри да го реализираат. За автопатот Кичево-Охрид велеа дека сме ја сгрешиле трасата. За 7 години јас не видов една клучка да направат. Најмногу се разработија периодов пред да си паднат од власт и добра можност е овде да го споменеме најголемиот криминален договор после Преспанскиот и Бугарскиот беше токму Бехтел и ЕНКА. Никој не го видовме белото светло, па еве дури на амбасадорката Агелер, господинот Груби не го даде целиот договор на увид, ниту во ДКСК го даде целиот договор на увид, што е и тоа како прекршување и непочитување на законите. Мислам дека Коце Трајановски ќе обелодени големи криминали таму, а делот на работа, на градење, на инфраструктурно издигнување на Република Македонија многу скоро ќе биде реалност за граѓаните, па и за оние кои што доаѓаат кај нас. Госпоѓа Стојановска, наша гледачка, која што не следи и преку социјалните мрежи, не прашува да прашаме дали ќе сегнете по одбрана за уставобранителите. Секако. Мислам дека тоа на секој наш настап сме го имале споменувано. 7 години бевме во позиција кога не можеме да им помогнеме, освен со тоа да зборуваме за огромната неправда која што е врз нив нанесена, но сега веќе стануваме на позиција каде што само од нас зависи дали ќе им помогнеме или не. Затоа имам говорено и јас и лидерот Мицкоски и председателката Гордана Силјановска-Давкова, ќе изнајдеме начин исклучително согласно уставот и законите, бидејќи овие луѓе не сакаат амнестија, сакаат правда. Тоа значи враќање повторно во процедура на нивните случаи, затоа што амнестија ќе значи дека тие потврдуваат, односно признаваат вина дека биле терористи, најмалку беа терористи, имаше во законите, си има таму членови кои што опфаќаат насилство, опфаќаат било каков друг чин, меѓутоа овие луѓе секако во никој случај не беа терористи, 7 години ги ставија во челии да гнијат додека тие надвор крадеа, така да и тоа го очекувам за многу скоро време да се случи и сите неправедно обвинети и осудени 7 година веќе во затвор, што поскоро да го видат светлото на денот и она сонце кое што почнува да ја грее Македонија, конечно и за нив. Тоа ми е мене, како да ви кажам, една од најболните точки што ми се случиле во мојата политичка кариера. Не се чувствувам никако за виновна, за одговорна не можев да се чувствувам, бидејќи 7 години бевме опозиција, но сега доаѓа времето и мислам дека многу скоро ќе се реши и тоа. За мене тоа единствената неостварена цел во мојава политичка кариера, тоа е да ги видам на слобода уставобранителите. По именувањето на Сашо Клековски и Бранко Аџигогов за директори во Фондот за здравство, со реакција се јавија од ДУИ дека за прв пат во оваа институција немало албанец на висока раководна функција. Како ќе ја прокоментирате ваквата реакција? Ќе се навикне ли од ДУИ и од другите политички партии дека времето на етничките вработувања завршува и доаѓа време на меритократијата? Па, ако не сакаат сами да се навикнат, ќе ги навикнеме ние. Јас се веќе ги прашам од ДУИ, бидејќи сум од Гостивар, да ми кажат кога последен пат во Гостивар бил директор етнички албанец. Ако сакаат на тој јазик да зборуваме, например во Гостиварската болница. Но знаете како?
Етнички, не ми е битна етничката припадност, битна ми е услугата. Мене ми е битно дали некој ќе ме услужи. За јазикот на кој говориме, секако дека имаме право секој на својот мајчин јазик, почитувајќи го македонскиот како официјален, за жал го направија, нели, и противуставно и тоа, и албанскиот да биде. Немам никаков проблем со јазикот. Имам проблем со услугите. Добиваме неквалитетни услуги заради непочитување на мерит системот. Затоа да вратам со Старчин, да ги прашам кога последен пат македонец бил директор на општата болница во Гостивар, во Тетово и слично. Небитно. Небитно. Господинот Бранко Аџигогов го познавам, бидејќи имам работено во Фондот за здравствено осигурување во Гостивар, исклучително искусен како лик кој што се ја познава проблематиката, а додека Сашо Клековски, неколку години сме заедно во извршниот комитет, тој е доктор по професија, мислам дека добро е да им се даде шанса. Нека не се плашат од тоа што се македонци, туку да се плашат од тоа што се луѓе кои што ги познаваат законите и кои што таму меѓу останатото ќе имаат задача да откријат и многу криминали. Мислам дека од тоа повеќе дуи се плаши. Господин Клековски беше неколку пати кај нас на интервју и денови дури разбравме дека по професија е доктор. Да, доктор е, јас и на... Викаме како политички аналитичар. Доктор, знаете, да, долги години си работи друга професија, но секако квалитетен секаде каде што се нафатил да работи, така да јас и на моето обраќање во парламентот кога зборував при гласањето за влада, кажав дека не сум лик кој што предвреме и пристрасно некого фали, да оставиме на времето, за кратко време ќе се докажат и Аџигогов и Клековски дека се соодветни за местото и за задачата која што им е доделена. Така. За неколку дена му завршува мандатот на шефот на европската дипломатија во Македонија, евроамбасадорот Дејвид Гир, а на негово место доаѓа гркот Михалис Рокас. Какви се вашите очекувања? Дали очекувате дипломатски пристап и објективност или пак ќе преовладува неговата лична субјективност и пристрасност секако? Знаете како е, моите големи очекувања се од македонскава страна. Ние досега немавме никаква реализација од нашите, од македонците, и мене ми е тоа најболната точка. Јас не велам дека не се виновни луѓето кои што така ни сервираа некои работи, но највиновни според мене и прво се оние кои што тоа го дозволија, го прифатија, така да кој да дојде во Република Македонија, многу е битно каков однос ќе добие од нашата страна. Ги споменав ликовите кои што ќе бидат задолжени од македонската влада за овие надлежности, така да верувам во нив, а секој кој што ќе се обиде да субјективно постапува и настапува спрема Република Македонија, мислам дека ако имаме соодветни ликови од нашата страна, дека ќе и нему ќе му се покаже соодветното место и начинот на кој што треба да се однесува со нас. Поминаа скоро 2 недели без еден ден од формирањето на новата влада. Како гледате на досегашната работа на владата, особено на економски план и на дворешната политика, но и на меѓусебните односи помеѓу македонските и албанските партнери во владата? Ги разрешараа ли они од опозицијата, па дури и голем број на аналитичари и странски амбасадори во Македонија кои ја врглаа тезата и кои очекуваат дека ВМРО-ДПМН нема да најде партнер за состав на новата влада и дека ќе се влезе во меѓуетничка нестабилност? Па јас сметам дека за овие, колку кажавме, 14 дена влада, мислам дека... 12. 12, да. Така, да, на 25 јуни беше, мислам. Како и да, периодов, мислам дека ние имаме толку во Република Македонија остварени средби, како што споменав, со амбасадори во Република Македонија, проекти, ветувања. За олку временски период, мислам дека претходната власт можеше да направи само исто толков број на скандали и афери. Ги споменав средбите со амбасадори на премиерот и на одредени министри, да ги споменам двете капитални инвестиции, едната претходно ја споменав од Унгарија, ова што се случи пред 2 дена со отворањето на нова инвестиција во општината Петровец беше вредна 20 милиони евра, ветувањето за покачување на пензиите, првото покачување ќе биде веќе во септември оваа година, линеарното од 2500 денари, понатаму отворањето имавме отворање на детска градинка, мислам
во Штипа, во Бутел беше, не во Бутел беше детска градинка, во Гевгелија сега пред некој ден се отвори нов булевар и се започна реконструкција на спортска сала, така да ако по утрото денот се познава и тоа како сме на вистинскиот пат, односно на она што сме го ветиле, работа по 12 часа на ден, за тоа е се видливо, може јавноста да просведочи за тоа, а во однос на коалициониот капацитет ги демантиравме уште од старт и тоа како имаме коалиционен капацитет, но најбитно имаме честни намери кон секој граѓани на Република Македонија, а тоа како што ете и вие во очивте, многу видливо, многу јасно, поддршка, се разбира дека сме на самиот старт, но мислам дека пополека влегуваме во машината, запчаниците се соодветно поставени од страна на Мицкоски, ако можам да се изразам во негов речник, бидејќи станува збор за машински инженер, најде соодветни ликови и за министри, и за пратеници, и за директори, така да машинеријата е веќе загреана, почнува пополека да функционира и сиот бенефит ќе го видиме сите многу скоро и сметам дека тоа е тоа што на сите нас ни требаше долго време. 7 години чекавме некој да почне, на крајот заврши и под нулата. Ние сме тие кои што почнавме уште по првите 10 дена. Во текот на емисија, на едно од прашањата, не знам која беше, рековте дека ова влада не може да вети дека сонце ќе има преку ноќ. Меѓутоа, од самиот почеток може да се види дека расчистување на облаците има и се појавува по некоја ведринка каде што излегува сонцето. Доволен доказ за работа. Не знаете, подобро е некогаш нешто да не ветите што е добро, а да го реализирате, отколку спротивно да ветувате брда и долини, а да реализирате сосема спротивно од тоа. Затоа скромно, пополека, паметно, секој чекор промислен, прецизно, пресметан и мислам дека резултатите се повеќе од известни ако така функционира. Токму така. Господја Стојановска, ни беше чест и задоволство. Ви благодариме за одвоеното време. Верувам и овој пат го задржавме вниманието кај сите што не слушаа и секако ќе не слушаат. Ве чека многу работа како што знаеме, како и досега. Честитки уште еднаш за се досега што сторивте секако. Посакуваме многу успехи во периодот пред нас. Ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и довидување секако до следно учество овде на Македонски корени. Ви благодарам многу, чест ми беше како и секогаш, така и денес. Еве во пресред на Петровденските празници да им посакам честит Петровден на сите православни македонци, да сме здрави и живи до нашето следно видување. Се надевам дека до тогаш ќе имаме со уште многу нешта да се пофалиме и да бидеме горди. Честит на вас. Сега да ми слушаме кога за тоа ќе има потреба. Така е. Пријатно и довидување. Пријатно.